Онака, со оглед на фактот дека Бразил ми е многу симпатичен во својот начин на тоа како действува, поготово сега нели кога се наоѓа на домашен терен. Тие се две екипи кои што доаѓаат од нели јужноамерикански континент, така што разликата во стилот или во начинот на сваќањето на фудбалската игра не е толку различен. Меѓутоа знаеме дека Бразил и текако заради својата богата традиција и историја е фаворит, па да речем ајде еве и фаворит и за ова светско првенство. Меѓутоа сите љубители на фудбал верувам дека ќе се сложат. Бразил се уште не го покажа оној квалитет кој што со право нели ние го очекуваме. Ако видиме една кратка анализа нели раното водство на Бразил во 7 минута од страна на исто така одбранбениот играч Тиаго Силва, ќе видиме дека репрезентацијата на Колумбија постави една своја тактичка, како да кажам, поставеност со која што воопшто не се исплаши на тоа водство и правеше нели обиди да некако стигне до оној поволен резултат, до изедначување, за да може понатаму во следниот фаза од надпреварот можеби и да дојде до водство или евентуално продолжение или пак пенали. Меѓутоа, според мене клучен момент на тој надпревар е специјалистот за, би го рекол, на Челси, Давид Луис, кој што со еден веќе на Пари Сен-Жермен на следната сезона. Да. Точно така, еден извороден, чуден удар со едно чудно ефект технички, топката стварно навистина не гледаме често такви голови, меѓутоа Давид Луис навистина имаше среќа, на Бразил му донесе водство од 2:0. Меѓутоа репрезентацијата на Колумбија не застана тука, таа продолжи во својата динамика, нели, со својата игра, така што некаде 80-та минута мислам дека беше тој спорен момент и фаулот кога Родригес го претвори во погодок и во свој нели пети гол нова шести, извинете, значи шести гол и со право се наметна како еден од фудбалерите кој што можеби ќе го понесе и епитетот за еден од најдобрите играчи на ова светско првенство. Што да се каже, мислам дека е заслужено сепак водството на Бразил. Бразил продолжува понатаму, секоја чест за репрезентацијата на Колумбија, која што нели покажа еден извореден фудбал на ова светско првенство. До сега, почитувани гледачи, 60 надпревари, останаа уште 4-те. Оние најважните, полуфиналните, потоа мечот за бронза и за златен медал. До сега 159 гола или 2,65 во просек, што е еден од најефикасните фудбалски висок процент на реализација, да, едно од светските првенства кое што сигурно по својата карактеристика, ако направиме една обсервација и една подлабока анализа, веројатно таа ќе мора да ја направиме по самиот завршеток на светското првенство, кога ќе поминат овие полуфинални и финалниот меч, за да можеме да обсервираме една целокупна слика до каде и какви се тенденциите на ова светско првенство, затоа што има неколку карактеристики кои што се од изморено значење, сигурно кај нашите колеги и тренери ќе имаат едно, како да кажам, големо фудбалско школо што да применат понатаму. Да, меѓу другото и посетеноста, која што е една од најголемите, нормално недостижно ќе биде она од Соединетите американски држави, каде што има над 68.000 посетители во просек. Заради стадионите. Да, пред 20 години огромни стадиони за бейсбол, за американски фудбал и така натаму, но да видиме сега дел од овие занимливости, колку е фудбалот меѓу другото популарен и одредени поединци и уште неколку други интересни податоци од прилогот на колегата Драган Николовски. Најубавата споредна работа на светот, која што на секои 4 години неслучајно станува најважна и главна со оглед на неверојатното интересирање што го создава фудбалскиот мундијал, и ова лето во Бразил урива рекорди. Можеби не според стандардните и добро познати параметри во однос на бројот на гледачи во просек, на бројот на постигнати голови или бројот на жолти и црвени картони, туку врз основа на критериуми и статистички показатели кои што ги носи новото време и постојаниот технолошки прогрес. Знаете ли дека, например, дури и официјалната топка на овој шампионат Бразука има свој профил на Твитер? И не само тоа, туку има дури 3 милиони следбеници, бројка која што е, например, поголема дури и од онаа на Доналд Трамп. Најубавата игра, фудбалот, го дава најпопуларниот спортист на оваа социјална мрежа. Се прости од мундијалот по само 3 меча уште во групната фаза, но португалската суперзвезда Кристијано Роналдо го следат 27 милиони и 800 илјади луѓе низ светот. Тоа значи исклучително висок ранкинг на 14-тото место на листата на најпопуларни акаунти на Твитер. За утеха, Роналдо има дури 6 милиони повеќе следбеници од Ким Кардашијан, како некаков ориентир на парадоксите кои што ги носат социјалните мрежи во денешното време. Можеби поилустративна е паралелата со една друга светска суперзвезда.
Најпопуларен спортист на Твитер, кој што не е фудбалер, е Леброн Джеймс. Го следат 13 милиони и 400.000 луѓе, што е помалку од половина од вкупната бројка на Роналдо. Мундијалот урива рекорди и на Facebook. Самиот Facebook уште на 30 јуни гордо објави дека до тој ден имало 1 милијарда интеракции во врска со светскиот шампионат. Импресивната бројка е далеку поголема од секоја друга која што гигантот меѓу социјалните мрежи некогаш ја забележал во врска со некој спортски настан, вклучувајќи ги тука и Супер Боул на преварите во американски фудбал. Победата на пенали на Бразил над Чиле на 28 јуни е моментот кога мундијалот го достигнал врвот на двете најпопуларни социјални мрежи. Во текот на надпреварот 31 милион корисници на Facebook имале 75 милиони интеракции, постови, коментари или лајкови. Твитер објави занимливости според кои врвот бил при пеналите. Со обраќајот речиси запирал во текот на изведувањето на секој удар од белата точка, пошто следувала експлозија од реакции само некој момент подоцна. Покрај сево ова, некои од највпечатливите бројки доаѓаат од коцкарскиот свет. Норвежанец добил $2.700 откако претходно се обложил дека Луис Суарез некого ќе гризне во текот на турнирот. Шведска коцкарска компанија објави дека над 150 европски обложувачи заработиле од најновиот испад на уругваецот на 24 јуни. Ето, коментар не е потребен, ова беа аргументи, факти, а сега ние одиме со продолжение на она што го почнавме претходно, третото четвртфинале меѓу Аргентина и Белгија, и потоа со коментарот на нашиот гостин Блаже Панов. Игуаин се враќа назад, работи. Компани. Излет мал на Компани со грешка. Меси, прв контакт со топката на капитенот на аргентинците. Ди Марија. Забалета суперли, еве се шанса 1-0, Игуаин! 8 минута Аргентина води 101-0 и сега ова е ерупција на половина од јужноамериканскиот континент. Подобро отварање не можеше да очекуваме. Значи, случајно се одби топката до него, меѓутоа како прав центарфор ја пречека прекрасно и од прва реализира изворено. Убав гол. Се почна со грешката на Компани, па потоа со обидот на Ди Марија. Ди Марија сега сака да го проигра за Балета, меѓутоа случајно, али изворедно изреагира. Значи прав центарфор. Од прва само ја продолжи топката. Прекрасен гол. Браво. Гонзало Игуаин постигна 9 голови во квалификациите за светското првенство, но ова е неговиот првенец на светското првенство и тоа во вистинскиот момент. Тибо Куртоа. Пошто се играл центарфор, можам само да кажам гол на прав голгетер. Значи изреагира без многу да ја мисли. Мајсторски. Одлично. Сега да видиме. Ова треба мајстор само да погоди убаво преку зид. Он тоа го може. Меси немаше среќа. Не гаѓаше преку зид. Пропучи топката. Не гаѓаше преку зид, Златко шутна до него фабел. Пробал со силен удар да даде гол. Од оваа ситуација преку зид можеа, по мене, само Марадона и Платини. Значи, они беа невидени мајстори од волку мал простор да го префрлат живиот зид. Тоа беше нешто за чудење. И нашиот Васерингот. Апсолутно. Васе даваше голови со еден удар, страшно. Широчина и мајсторска интервенција на Перес. Игуаин. Солира, шанса за Игуаин и пречка. Мајсторија, спектакуларен напад на Игуаин. Највисок оценка добија денеска, апсолутно. Штета што не биде гол. Ова е подсетување на Диего Марадона од 86-та година против белгиците, кога постигна 2 фантастични гола, а Игуаин е тој кој што блеска денеска, кој што ја имаше судбината на мечот во свој нозе. Ќе беше 2-0, ќе беше тој јунакот, ќе беше славен, а Аргентина ќе беше на чекорот пласман во полуфиналето.
Еве сега шанса и од себе ова топка за голманот Ромеро. Треба да се има и малку среќа. Аргентина победи со погодокот на Игуаин во раната фаза одново Панов. Интересно беше што селекцијата на Белгија стигна најдалеку, односно подалеку од Хрватска. Тие беа противници на нашата репрезентација во квалификации. Точно така, ние имавме прилика и кај нас во Македонија, значи на градскиот стадион, да се увериме во квалитетите на една репрезентација која што според мене е еден хит во начинот на новиот критериум и стандард кој што нели го поставуваат овие екипи, да кажам, од помалиот ешалон репрезентации кои што аѓаат од Европа. Белгија поседува јаки индивидуалци, како Хазард, Физел, тука се голман Куртоа, Фелини, извореден тренер кој што е исто бивши играч квалитетен. Меѓутоа, како што кажа колегата Калински ваш и нашата легенда Дарко Панчев, еден многу убав гол на еден класичен голгетер, шпици играч кој што по своите квалитети и текако знае да покаже дека е многу опасен точно во просторот во кој што фактички му е правата улога да действува. Што да се каже за репрезентацијата на Аргентина? Изворена репрезентација комплетирана со неколку светски фудбалери предводени од Меси, кој што по својата популарност нели потсетува и по своето играње на еден од најдобрите фудбалери на денешницата воопшто до сега, нели Марадона. Сметам дека можеби се уште не го покажа оној квалитет кој што исто така како Бразил фудбалската јавност го чека или во едно општо очекување, затоа што Меси знаеме кога е изворено расположен, тој знае да одигра на највисоко светско ниво и мислам дека следниот натпревар кој што ќе биде на програмата од Мондијалов, мислам дека треба да биде натпревар на Меси. Добро, осмина финалето го реши Ди Марија, четвртфиналето го реши Игуаин, можеби на потек е сега Меси. Одиме ние со последниот четвртфинален дуел, Холандија и Коста Рика, можеби очекуваа многумина да биде најизвесен, но излезе дека е најнеизвесен и беше решен дури по изгледување на пенал. Најинтересните моменти.